Добро вечер. Ќе го дочекаме ли ова лето подобро подготвени или повторно ќе броиме колку хектари шума изгореа? Дали конечно извлековме поука или повторно ќе реагираме кога веќе ќе биде доцна? Ќе заштитиме ли природата од уште едно немилосрдно уништување и опустошување? Има ли државата доволно луѓе, техника и воздухоплови или повторно ќе се потпираме на импровизација и застарена и амортизирана опрема? Кој има интерес Македонија да гори и како се профитира од шумските пожари, подметнатите шумски пожари и од опожареното дрво? Има ли шумска мафија во Македонија? Многу сомнежи и обвинувања, ниту едно обвинение. Дали конечно почна да функционира инспекцијскиот систем или ништо не научивме од трагедијата во Кочани? Ова се само дел од прашањата кои ќе му ги поставам на мојот вечерашен гостин, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, генерале Стојанче Ангелов. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам што одвоивте време да дојдете во топ тема на интервју. И секако, ако не со огнен, со кого би зборувале за огнен? Огнена тема со огнен. Така е. Прво прашање секако, дали Македонија, институциите во Македонија се подготвени за оваа сезона? Подготвени како никогаш досега. Добро. Кои се критериумите тогаш по кои што велите дека системот е подготвен? Како мерите дека е системот подготвен? Прашањето е повеќе слоено. Јас реков дека е подготвено она што го имаме како држава, како никогаш досега. Добро. Тоа значи дека имаме 3 трактори на располагање кои што денес действуваа. Добро. Веќе во неколку наврати действува, за жал, повеќе пати во мојот роден Штип, вклучително и денес. На располагање ќе имаме најмалку 2 полициски хеликоптери, што со тоа што ќе стигне третиот во наредниот период, оној големиот со големо ведро од 3 тона. Се работи за руски хеликоптери, деловите тешко се наоѓаат и сервисот е многу отежнат. Од армијата на располагање имаме еден функционален хеликоптер за гаснење на пожари, но има најави одредени за зголемување на таа флота. Понатаму на располагање, за разлика од минатите години, имаме повеќе од 30 возила кои што се набавени, дали преку донации или купени во последните 2 години, противпожарни возила, и ако очекувам таа бројка да биде повисока, во понеделник имаме средба со командирите на сите територијални противпожарни единици и во живо ќе можам да направам апдейт на бројката, затоа што не секогаш бројките кои што ги добиваме кога бараме информации на мејл, на Viber, се точни и прецизни, односно тие може да пријават возила кои што тие фактички ги поседуваат, но можеби не се функционални, не се исправни и така натака. Само стои на во паркинг. Во понеделник точно ќе знам колку возила имаме на располагање. Јас знам и сега, се разбира. Но и колков број на пожарникари имаме. Бројот на пожарникари е зголемен. Знаете, еве само Скопската бригада имаше поголем број на вработување на млади, квалитетни, навистина добри пожарникари кои што дел од нив се на обука, дел веќе ја заврши обуката, одат на интервенции, се очекува да има уште еден прием. Така што и од тој аспект сме засилени. Како дирекција се погрижив специјалните возила кои што минатата година беа пренаменети од воени и полициски возила во противпожарни возила, се во функција 40 возила, од нив 22 пинсгауери, еден не беше исплатливо да се поправи, но 22 се функционални. Еден го чуваме како возило за брза помош, за прва помош во некој, не дај Боже, ситуација за транспорт на луѓе, додека останатите се со пумпи, оспособени за гасење. Исто така на располагање имаме 15 БТРи, сите се исправни, и 5 хирмелини. Вие лично имавте можност да ги видите моќта на БТРите на местото каде што има митралес, сега имат воден топ со домет до 100 метра, и ова не е воопшто за подценување, но ако ме прашате дали е доволно, се разбира дека не е. Нема да лажам, ќе кажам дека не е доволно, но ниту далеку помоќната Грција, далеку помоќната Турција, економски помоќни од Македонија, нема доволно ресурси, секој лето бараат меѓународна помош. Така што, кога зборам подготвени сме како никогаш досега, пред се мислам дека оној ресурс кој што го имаме е во добра состојба, подготвен за дејство, вклучително овде и човечките ресурси, односно пожарникарите, и да додадам дека 60 луѓе во овој момент се во фаза на подпишување договор со дирекцијата, од кои што најголемиот дел се пензионирани полицајци,
помал дел пензионирани припадници на армијата и еден број од луѓе кои што беа минатата година ангажирани како времени пожарникари во дирекцијата. Јас преку нив упатив повик до сите времени пожарникари, условно речено времени, кои што минатото лето беа под договор со општините, оние кои што беа кај мене во дирекцијата, има отворена понуда да дојдат да потпишат договори оваа година, но само помал број од нив ја прифатија таа покана. Овие 60 луѓе сите се за гасење пожари или секој си има своја намена? Гасење пожари. Мислам, гасење пожари. Возачи, оператори на тоа пумпи, мислам, оператори да секако дека ќе гасат пожари. со водни ранци, метли. Готово. Тоа е тоа. Се погрижив, меѓу нив да има неколку старешини, бидејќи 60 луѓе бара и старешинска логистика. Секако. Стандардите во било кој случај вие на 10 луѓе мора да имате еден кој што ќе може да ги координира, раководи, бидејќи овие луѓе ќе управуваат со овие 40 возила, но доколку се појави потреба од поголем број, мојата намера е да се ангажираат уште 60 луѓе, полека работиме на регрутација. Значи во овој момент почетниот удар можеме да го примиме бидејќи имаме доволно луѓе. Да напоменам и во овој период од годината кога бројот на пожари е помал, имаме доволно пожарникари, но еве на пример пожарите кои што денес се одвиваа на територијата на Штип, на Исарот и во Пробиштивски неколку села беа проследени со ветер, би рекол посилен ветер кој што значително го отежна нивното гасење, а ветрот за жал се појавува и во текот на летото и тој е наш најголем непријател во гасењето на пожари. Тоа сум бил сведок. Наброивте што имате. И можам да заклучам дека од последниот пат кога седевме тука разговаравме, имате доста повеќе ресурси од тоа што го располагавте, да речеме, на почетокот на мандатот во Дирекцијата за заштита и спасување. Ама што најмногу ви недостасува во моментов? Никогаш не може да имате се. Заради тоа ве прашувам. Јас сум во фаза на една иницијација за набавка на 3R трактори, меѓу кои што еден двосет. Но зборуваме за иницијација, за сега целиот тој процес се одвива добро и сум оптимист дека можеби во наредните години, јас размислувам стратешки за наредните неколку години. Значи од сега имам план за наредните 5 години. Без разлика дали јас ќе останам на оваа позиција или не, некој ќе го доврши оно што јас го започнувам, така што е важно некој да го започне овој процес. И мојата цел е набавка на уште 3R трактори, меѓу кои што еден двосет, за да можеме самостојно да работиме обуката. Со приемот во работен однос на пензионираниот полковник Малезански, но и ангажманот на Васко Михајлчов, го грешам презимето секогаш, кој што е еден од пензионираните херои пилоти, ние имаме добра основа и самите да вршиме обука во наредниот период. Бидејќи двајцата се изворедни инструктори, а Малезански дури и пробен пилот, нешто што е врв во авиацијата. Полковникот Малезански има управено со сите воздухоплови на Југословенската народна армија, но и на Македонската армија, како што се Галеб, МиГ-21. Во 2001 година беше активен со Ми-24, оние злокобните хеликоптери, кои што изгледаат страшно, но и со Сухои. Така што, колку и да се комплицирани ер тракторите, сепак во споредба со леталата за кои што тоа имало управувано, сепак ја би рекол малку поедноставни. Имате кадар, секако. Види, се работи за процес на билдање, на изградба. Во договорен сум за прием уште 2 пилоти, треба да бидат примени веднаш што Министерството за финансии ќе ни даде согласност. За тоа се потребни, го чекам ребалансот на буџетот, бидејќи не брзаме, овие пилоти кои што ќе ги примам, ќе бидат пратени на обука во октомври, во ноември. За да бидат активни. Но да, ние треба да ги примиме, да го запознаат авиооделението, да се запознаат со активностите. Едниот е помлад и понискосен, другиот е класа пилот кој што има многу налет со авиони, но и со хеликоптери, кој што моментално не е пилот. Така што и ја користам оваа прилика да ги повикам сите пилоти кои што имаат над 400 часови налет со било кој тип на авион, по можност повеќе, но и 400 часа ќе ни заврши работа, да дојдат да поразговараме. Јас сум многу еластичен, одам по граница секогаш, бидејќи знаете правилата и прописите се многу строги и ригорозни. Но и има начин, но во вашиот случај. Видете, ако добро менаџирате, се наоѓа
легален начин како луѓето да бидат примени, но ова не би било возможно без силна поддршка на премиерот и владата, до кој што упатувам благодарност, бидејќи на вистина имам силна поддршка. По моето доаѓање во ДЗС ние веднаш ја дуплиравме платата на авиоделението, не само на пилотите, и на механичарите, авиомеханичарите, авиоелектричарите. Исто така договоривме да примим и тројца авиомеханичари. Го чекам, ја чекам согласноста од министерството, согласноста се извинувам од Министерството за финансии. За да го заокружите оделението да го екипирате. Целото авиоделение треба да доживее корените промени, бидејќи затекнав таква гнила состојба за кој што ми е непријатно да зборувам јавно. Има неколку, најмалку еден тежок психопат, а има повеќе луѓе кои што во нормални услови не би требало да работат во ваква институција на такви места. За жал, таа е состојбата која што затекнав. Бидејќи некој може да има одлични вештини, но ако психичките карактеристики се несоодветни, зборуваме за авиација, но ова се вулкани талишта кои што не сакам јавно да ги изнесувам. Па кога дојдов на оваа позиција, луѓето нема тоалет, одеа во два пластични оние тој фил или како да се вика, ама ги каса пчели, оси. Имавме ситуација кога пилотот не можеше да лета бидејќи е каснат на усната со болки. Сега по моето доаѓање однесов контейнер, купатило контейнер во кој што може да се стушираат како луѓе, кој што има еркондишн, во кој што имаме сериозни, значи зборуваме, замислете сега за каква банално зборуваме. Зборуваме за најобични услови кои што мора да го има авиоделението, така. Да пистата имаше дупки, ај да не кажам до колена, да се изразам онака малку по-поетски, но дупки длабоки по неколку педи преку кои што тракторите полни со вода минуваа. Не зборам за пистата авионска, да не ме разберат погрешно граѓаните, само овој дел кај што тракторите се паркираат. Но тоа веднаш по моето доаѓање во соработка со аеродромот веднаш го надминавме за неколку. Добро, претходникот ваш соработувавте и со него кога бевте вие бевте во ЦУК. Имав одлична соработка со Беки Максути. Затоа што милион пати имате кажано дека супер. Да. Супер се бевме со. Овие работи Беки Максути исто така, он доаѓа од армијата. Ако убаво се сеќавам, така? Толку така. Па как? Добро. Па јас ја кажувам состојбата, кога дојдов директор на ДЗС, имаше еден пилот и еден авион. Господин Ангел, колку чини еден трактор? Сега не би зборувал за суми, бидејќи можам да погрешам. 4-5 милиона евра, зависи за каков тип на летало се работи, но тие се најисплативи за гасење пожари, бидејќи ги управува еден пилот, додека во големите хеликоптери имаме 4 членови на посадата или најмалку 3, за да имат граѓаните представа, полициските хеликоптери кои што се помали, Бел 212 и Бел 412, имаат пилот и копилот задолжително и трето лице кое што е кај корпата, кај раководи со ведрото за фрлање на вода. Значи тоа се 3 лица, кај големиот полициски хеликоптер Ми-171 и кај армиските имаме уште еден член на посадата како инженер на лет, како и да се нарекува стручно. Значи тоа се 4 лица. Во тракторот имате еден, но и потрошувачката на гориво е огромна и за да имат представа граѓаните, јас ја знам сумата, но вчера имавме седница на главен штаб, ќе си дозволам да ја погледнам за точно да ја кажам колку чини еден час, пошто таму на час. Еден час летање, бидејќи знаете дека граѓаните не видите, ја не ве напаѓам. Еден час е 7500 евра. Граѓаните треба да знаат со големиот хеликоптер. Со хеликоптер, па слични се, можеби малку поевтини. Зборуваме за вкупните трошоци. Јасно. Ако хеликоптерот денес лета 4 часа, помножете, тоа се 30.000 евра. А тие вообичаено летаат и повеќе, значи трошоците за гасење на пожари се ужасни. Ужасни се, точно. Особено минатата година кој ги користеа. Ве прашав колку чини еден трактор, не дали е скап или ефтин, кога е неопходен? Е неопходен. Затоа што вие неколку пати кажавте дека особено во летната сезона е лицитација за пилоти, лицитација за помош, лицитација буквално за се, за канадери ако треба, за сите, за резервни делови, за се што е поврзано со гасењето пожар и тогаш и се качува цената. Еве, пред да одиме на првиот блок реклами, што денес не можете да направите кога станува збор ДЗС? Поради недостигна средства во поглед на модернизација. Денес ние можеме да направиме се што е зацртано
со годишната програма за работа над дирекцијата. Добро, значи ја цртаме годишната програма согласно буџетот. Ама што би ставиле прво, што сега што намерно го испуштивте затоа што едноставно нема пари. Јас си каевас во емисија, можеби со вас, можеби со другите водители, сум кажал, мојата идеја одамна беше спојување на двете институции и формирање на една специјална единица за заштита и спасување, која што ќе покрива оному каде што е најкритично, и тоа да бидат 120 луѓе, и во суштина јас тоа токму сега го правам. Ова се во суштина никулците на таа специјална единица која што имам намера да ја направам. Подобро е вака да почнам со ветерани, луѓето кои што се ангажирани се топ. Сега имат некои дел од нив се со ПТС, знаете, амортизирани, се учествувале во војна, но се изворедни, ведри се и сака да ја помогнат на татковината. И нам ни треба една чета со војнички речник од 120 луѓе кои што ќе отидат оному каде што обичните пожарникари не би можеле. Кога зборувам обичните пожарникари да не се навредат. Ќе објаснам со неколку реченици. Има едно правило кое што вели тимот е силен онолку колку што е силен најслабиот поединец. Можеби на терен ќе излезат 20 на топ пожарникари, ама ако има неколку послаби од нив, а тие идат пешком местото на огнот, мора да ги почекуват и едноставно ние не можеме да очекуваме меѓу нив има и повозрастни дека тие да бидат на ниво на кое што би било овие луѓе за кои што зборувам јас. Да биде поедноставно, никој да не се почувствува навреден. Разликата помеѓу четата за која што јас зборуваме, како кога би споредиле една чета на професионални војници кои што се топ физички спремни и така натака, но и да ги споредите со волците. Разликата, верујте ми, е прилично голема. Или да соберете 120 полицајци и да земете 100 тигри. Знаете дека разликата е, би рекол, огромна. Но одлично ќе се надополнуваат на терен. Па тие треба имат сите заедничка цел. Така. Оному каде што ќе зашкрипи, ќе додат луѓето. Без луѓе на терен ниту еден пожар не се гаси. Но и ова правило не важи ако имате јаки воздушни ресурси. Тогаш сум гледал во Грција, бев минатиот септември. Да, но извинете ќе ве прекинам. Вие сте тој што кажавте, пожарот се како не можам се точно да ме цитирам. Чизма пожар не се гаси. Така, се контролира од небо, се гаси од земја. На Исарот му пуштевме 10 трактори, тие ќе го изгасија и без луѓе. Луѓето ќе го догасија оние точки кои што ќе останат. Да, ќе остане. Не зборам за насилно гасење кое што чини многу. Но имав можност да го видам ваквиот тип на гасење во Грција. Тој тоа би рекол несразмерен број на летала спрема големината на пожарот. Некои километри од мене се запали една борова шума. И гледам и викам, ова нема шанси да го изгасам со летала. 3 ер трактори, односно 4, и се распоредија во формација, тројца дејствува 3, извинувам. Канадери, не ер трактори, кои што се многу помокни, дејствува од еден правец, едниот од друг правец и 3 хеликоптери, но со ведра од 3 тона. Знаете која сила и која количина на вода имате ви, ама имат море. Фактички од секој пожар на километар имат изворна вода. Ние го немаме тој изворна вода, но зборуваме за насилно гасење на пожари. Ние тоа никогаш не може да го имаме. Прво, бидејќи треба многу ресурси, но и тие ако имат во исто време повеќе пожари, не може да испратат толку канадери на едно место. Тоа е концентрација на ресурси. Но ако има 2 или 3 може да ги испратат толку така. Буквално да ги потепаат со вода од но сепак ќе се вратам на она, значи направив мала упадица дека пожарите се гасат со пожарникари. И последно прашање, одиме на реклами, после тоа колку големи пожари во еден ден може системот како што е поставен денеска да издржи? Неограничено. Неограничено. Да. Системот за управување со кризи е поставен така што во не дај Боже ситуација, главниот штаб за управување со кризи кој што го предводам јас може да побара активирање на целата македонска армија и полиција, условно кажано. Ако зборуваме за катастрофа, затоа што вие ме прашувате. Така. Да. И без разлика, знаете, полицијата и армијата не е наменета за гасење на пожари, но во некоја катастрофална ситуација обичните граѓани ќе гасат, ќе помогат, можеби ќе има жртви, можеби ќе има повредени, но вие ме прашувате за најцрното сценарио. Најцрното може. Во овој момент јас ќе ви кажам нашите искуства се минатата година 44 пожари во еден ден, пред минатата година, првата година на оваа влада имаше лош старт, лоша среќа оваа влада
по формирањето 66 пожари, денот кога гореше Овче поле, тоа беше неверојатно, низ пола држава дуеше ветер, не само што гореше, туку ветерот брзо го движеше огнот. И ние се справивме. Се разбира дека изгоре поголема количина на пред се на ниска вегетација. И да ми дозволите пред рекламите да кажам дека на некои места на кои што имавме катастрофални пожари кои што изгледаа језиво, јас ги посетувам, ве поканувам да дојдете со камера, да отидеме заедно. Не се познава дека имало пожар. Оному каде што има трева и трња грмушки, вегетацијата се обновува. Да. Штета е за боровите, кои што за жал, иако нема да изгорат цели, се едноставно сушат и потоа се многу лошо. Вашиот крај од Штип надоле, Берово Пробиштип, тој се уништи во последниве 4 години. Не е уништен еден дел. За шумите. Еден мал дел. Не, видете, ако кажеме во проценти, е многу мал процентот. Да, јас се согласувам со вас, така изгледа. 1% е многу, али да. Јас се согласувам со вас, но тоа е природата. Така е. Природата нашла начин самата да се обновува. Пожар имало и кога немало луѓе. Удар на гром, тогаш немало кој да ги гаси. Но овде најчесто не е удар од гром. Одиме со прв блок на реклами. Продолжуваме со интервјуто со директорот на ДЗС, господинот Стојанче Ангелов. Господин Ангелов, минатата година објавивте оглас за вработување на 300 луѓе. Зборувавме пред малку за вработувањето. Што се случи со тие 300? Има ли огнено крштевање? Работи ли некој од нив сега или? Годинава немаше оглас. Не паметам вработување на 300 луѓе за пожари. Имаше владина мерка за невработени лица, кои што се баратели на работа преку Агенцијата за вработување, да, договорци да бидат ангажирани на 5-6 месеци. И овде претрпевме голема штета, бидејќи целиот гнев падна врз мене. Овие луѓе беа ангажирани, завршија дводневна обука, беа распоредени во општините и во ДЗС 30 на луѓе, помалку 30. Оние кои што беа под моја команда во ДЗС, јас се погрижив за нив, односно за оние од нив кои што сакаат да останете сега повторно се ангажирани. Останатите ги превзема општините. Повикот кој што го упативме од влада, значи јас зборував во владата, не зборував на улица. Да, ја погрешно го формулирав. Ние од влада побаравме да се пријават луѓето, при тоа насоката, владината насока беше градоначалниците, односно командирите на пожарните единици, кога ќе вработуваат нови пожарникари, нови лица да им дадат приоритет, а не дека сите ќе бидат вработени. Тоа многу јасно го кажа. Тоа прашав дали има некој од нив што е задржан, не знам. Овие во ДЗС сите кои што сакаа. Сите што сака, добро. За останатите немам информација, ќе треба да ги прашате градоначалниците, но гневот, пак ќе повторам, падна врз мене и ми падна тешко, бидејќи кога подпишуваат договор, во договорот јасно стоеше дека се некаде до кај нова година. А можноста да бидат вработени понатаму е отворени денес, но тоа треба да го направат градоначалниците, бидејќи е штета луѓе кои што поминале обука биле во тие единици, сега реално ретко кој од нив оделе на терен, јас не сум да ги пуштам на терен, бидејќи договорот беше со специфичен. Договорот кој што јас сега го подпишувам, договорот на дело со овие пензионираните лица, со хероите од претежно од 2001, е многу едноставен. Тие подпишуваат договор да управуваат со специјалните возила, да ракуваат со пумпите кои што имаат специјалните возила и да гасат со напртњачи метли и да преземат се друго што е во функција на гасење на пожарите. Па буквално све треба да прави. Но така, истите ќе бидат осигурани во случај на несреќа. Добро. Не дај Боже. Извршивме промена на Законот за заштита и спасување, односно Собранието изгласа закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување. Пред неколку дена јас бев иницијатор, голема благодарност и до премиерот и Собранието, бидејќи направивме неколку подобрувања на самиот закон. Кои? Па, например, ја тргнавме горната граница од 55, односно 52 години за силите за заштита и спасување, бидејќи јас познавам многу луѓе кои што имат повеќе од 55 години, се во топ форма. Ние сега не зборуваме за специјална единица, зборуваме за гасење на пожари. Понатака го поедноставивме начинот на ангажман на силите за заштита и спасување, наместо како досега да треба да чекаме барање од градоначалникот, можам јас како командант во итни случаи, бидејќи сум командант на штабот за заштита и спасување, да наредам употреба на сите сили за заштита и спасување, што дополнително ми ги одврзува рацете и ја зголемува мобилноста.
Јас на почетокот зборував за ресурсите, но ние направивме значителни организацијски подобрувања. Ке зборуваме за организацијските, тоа ми е следната тема што сакам да ве прашам, но претходно морам ова. Колку е буџетот на ДЗС? Во овој момент е 300 милиона денари. 300 милиони, да, секако. Секако, тој А побаравме милиарда. Тој е 5 милиони, вие побаравте 16-17 милиони евра. Со ребаланс ви дадоа нешто ново, доволен ви можам буџетот? да се пофалам дека ни дадоа и тоа како што побарувавме. Значи околу 1.700.000 евра добиваме со ребалансот, се надевам дека Собранието ќе го изгласа законот, бидејќи сега е се уште во владина процедура или не знам дали излезено од владата, но Ако владата ви одобреше буџет што го баравте вие од 1 милиарда, што се трите работи што ќе ги купевте први? не, ние тие Или пари ги кои први побарувавме три работи за ќе ги направите со сервис тие на пари? специјалните возила, бидејќи овде многу задоцнивме, но сепак благовремено, да речем, успеавме да ги сервисираме, бидејќи се работи за возила кои што се постари, за кои што сервисот е малку поспецифичен и вие не можете на пазар да најдете делови за БТР. Се јавувате во продавница за автоделови, кажи некој дел од возило, кажете некој дел за возило, да карикираме да има за Facebook. Алансер. Имате ли алансер за БТР 80? Никој нема така. Беше специфична состојбата, како направивме, се распиша тендер, се јави фирма која што сега обезбеди делови што ни треба, возилата се сервисирани, промените се безмалку на сите гумите, така што гумите се клучни за безбедноста, кочници и така натака. Значи тој дел понатаму ангажманот на овие луѓе. Јас проектирав ангажмант на 120 луѓе. Директоре, зошто ве прашав? Затоа што можеби некој влада или Министерството за финансии ќе ја гледа емисијава, се фалите дека ви се доволно пари да не направат ребаланс на буџетот, да не останете без тие. Јас имам изворедно добра комуникација со владата. Добро, особено со премиерот, но и со министерот за финансии. Што би направиле со таа милиарда, со пол буџет да го барат? Ние сме ќе вработев 120 луѓе, сега ќе имавме специјална единица. Спремна. Но има политичка волја за ова, но сепак, знаете, буџетот е на вистина во лоша ситуација. Бидејќи бев директор и во другата влада, јас ќе бидам мекно. Буџетот, иако генерално мислам дека секоја нова влада наследува катастрофален буџет, мислам дека тоа е непишано правило. Зборите за буџетот на ДЗС? Не зборам за државниот буџет. Државниот буџет, добро. Буџетот на ДЗС се полни од државниот буџет. Добро. Значи факт е дека владата наследи една лоша економска состојба. Зборам сега за буџетот. И ние сите треба да имаме разбирање и треба понекогаш да се снајдеме со она што го имаме. Но е веќе нас работите се движат, ние веќе имаме, би рекол, значително зголемување на буџетот во однос на минатата година. Трета економија. Ќе работиме чекор по чекор. Јас зборувам за буџетот на дирекцијата, не ги разбирам овие економски параметри, дали сме трета, пета или не знам како. Идеме на следно. Рековте вие сте командант и со измените на законот, сега вие одлучувате. Што е може да побара градоначалникот во видни ситуации. Затоа тоа ми беше во системот учествуваат Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, МВР, АРМ, локалната самоуправа. Тоа се многу. И вие сте директор на ДЗС, командант на главниот штаб за управување со кризи, за заштита и спасување, се извинувам, и раководител на главниот штаб за управување со кризи и член на група на ризици, не член и раководител на група за проценка на ризици и опасност. Што потекнува иницијација за прогласување на кризна состојба. Што е најголема слабост на системот во моментов, бидејќи ниту еден систем не е совршен? А го знаете однатре во сега. Јас ќе кажам како надминавме голем број на слабости со силен главен штаб за управување со кризи. И овде пак морам да кажам, иако ќе биде ово протолкувано, може ќе видиме, злонамерно од некого, но благодарение на силната поддршка на владата, значи мојот легитимитет произлегува од владата. Како раководител на главниот штаб, сите овие институции кои што вие ги набројавте спаѓаат во државни ресурси. Добре. Се што е државен ресурс, национален ресурс, потпаѓа под управување, односно координација на главниот штаб за управување со кризи. Ние минатата година
Собранието направи измена на законот за управување со кризи и овозможи председателот на владата да може да избира лице од составот на главниот штаб за раководител на главниот штаб. Добро. До минатата година без исклучок секогаш беше раководител на главниот штаб, директорот на Центарот за управување со кризи. Сега втора година главниот штаб има раководител. Сте вие од ДЗС, а не господинот Мухамед Али. Јас имам изворедна соработка со Мухамед Али. Еве, вчера заедно бевме на седницата, ми помага, помлад е, амбициозен, брзо учи, така што имаме одлична соработка. Прв пат би рекол во историјата на двете институции односите се на вакво високо ниво, бидејќи јас бев безмалку 5 години во ЦУК. Да. И таа, да речам, позитивна енергија пренесо во ДЗС и ги намалив нетрпеливостите или ривалството меѓу двете институции. Од друга страна, клучна алка се национални шуми. Национални шуми има извореден директор, на оперативно ниво работи заменик од директор, Кире. Со него имаме изворедна соработка, имаме изворедна соработка и со директорот Здравко, но Кире е претежно на терен и Кире минатата година на мој предлог беше ставен во главниот штаб за заштита и спасување и тој е член. Така што тој има легитимно право да оди кај било кој пожар како член на главниот штаб, каде што јас го побарав да биде поставен. Кој кога ја презема командата? Еве, имаме пожар. Законот за пожарникарство многу едноставно има уредена оваа материја. Ако пожарот настанува, да го објаснам целиот процес во 2 минути. Првиот одговор треба да го даде собственикот на шумите. Сега ќе зборуваме за шумски пожар, ама пожарот ако е на отворено горе, не зборуваме за шумски пожар. Е друга состојба. Не, зборуваме за шумски пожар. Тие што горат најмногу шуми штета. на национални шуми, на македонски шуми, тие треба да гасат. Ако горат шуми на ловиштето Јасен, треба Јасен да гаси. Ако гори шума на Галичица, треба националниот парк Галичица да почне со гасење и да го изгасе. Зато има ренџери. Бидејќи тие редовно не успеват, се работи за сложени пожари, тие нема толков број на луѓе ни опрема. Сега реално тие не можат поголем, ама гасат можеби десетици помали пожари, за што можам да и честитам. И на Јасен и на сите национални паркови, Маврово, Шар планини и така натака. Доколку собственикот на шумата не успева, тој бара помош од локалната противпожарна единица на територијата на која што се наоѓа. Ако гори на Шар планина, доаѓа на терен противпожарната единица од Тетово. Ако гори во Галичица, доаѓа Охридската противпожарна единица. Доколку локалната противпожарна единица не успева, водете сметка дека во еден момент само дел од пожарникарите се на работа. Тие се во смени, ако има 30 пожарникари, максимум се 7-8 на работа. Тие бараат од дома, ги повикуваат оние кои што се во приправност, ако се некои слободни, генерално се солидаризираат, сите кои што можат на големи пожари доаѓаат и излегуваат на терен. Ако тоа не е доволно, градоначалникот треба да ги мобилизира локалните капацитети. Вработените од општината ќе земат метли на пратњачи, обични лопати, ќе одат ќе гасат. Тоа ретко се случува. Се случува, но не е многу целеисходно. Понатака ќе ги земе вработените од јавното комунално предпријатие и ќе отидат со цистерна која што е наменета за вода за пиење. Со неа ќе однесат вода. Со некое друго возило кое што може да носи вода, а е наменето возило за канализација и така натака, значи да се однесе вода. Понатака, ако тоа не е доволно, значи ова е постапност во гасењето на пожари и е предвидено во Законот за заштита и спасување и во Законот за управување со кризи. Ако тоа не е доволно, тогаш се бара помош од соседните општини. Доаѓаат најпрво соседните општини. Потоа се бара од подалечните и на крај се бара помош од државата. Државата е главниот штаб за управување со кризи. На крај ме барат мене, јас праќам авион или хеликоптери, се разбира ако имаме. За жал кај нас ланецот е скратен и кога ќе почне пожар, се бара директно воздухоплови, но секогаш кога се слободни воздухопловите, јас дозволувам нивна употреба. Како раководител на штабот, мојот став е исто така насилно гасење. Понекогаш е многу добро вие во прва фаза да го изгасите пожарот со воздухоплови, свесен дека ова што ви го набројав е во закони на хартија, а не се случува во реалноста, е отежнато. Бидејќи и овие луѓе не се пожарникари, сега секретарката ќе излезе на градоначалникот да гаси или возачот. Се согласувам. Може би е во влечки, во патеки. И тоа на терен, едно е на хартија, друго е на терен. На терен ретко се гледа. Имаме јасен ланец на команда. За да градоначалникот побара помош од централната власт или од соседните општини,
треба да го извести командирот, или ако командирот е на одмор или не е на работа, заменикот командир или оној кој што има највисок чин. Минатата година колку пати потфрли, да речеме, овој ланец во системот? Не потфрлат, се трудат градоначалниците, капацитетите се слаби. Или прескокнат беше ланецот. Често ако имаме летала, но јас ја носам... носам... Нели треба некој да биде одговорен за тоа што прескокнува, не ги користи своите ресурси, туку директно иде од ДЗС? Следам се што можам да најдам за гасење пожари на отворен простор и шумски пожари. На еден начин ја имам влијание врз тактиката со која што гасем и ја преземам одговорноста, и ова е мој став. Вработените во ДЗС постојано ме предупредуваат. Но јас знам едно, ако авионот е слободен и полета веднаш и со 2 фрлања вода го изгаси пожарот, ние сме заштедиле часови и часови, можеби и денови гасење, трошење на ресурси, а за еколошката штета да не зборувам, ќе изгорат хектари трева грмушки, ама во таа трева и грмушки живеат животни. Значи ние го уништуваме домот на многу животни, горат растенија, а понекогаш огнот влегува во квалитетна шума и затоа пожарникарите кога ќе забележат дека има потреба. Мене денес ме побараа неколку граѓани бара авиони од мене. И тоа е воред, ја ги разбирам граѓаните, но пожарникарите имат јасен ланец на командување. Оној кој што има највисок чин, дали е командирот, заменикот или друг, бара од градоначалникот бара од мене, односно од главниот штаб за заштита и спасување. Ова е како иде овој ланец на гасење на пожари. Сега ќе ви кажам за инцидент командир, ова што вие ме прашавте, кој е одговорен на местото на пожарот и кој ги носи одлуките како пожарот ќе се гаси. Највисокиот старешина од територијалната противпожарна единица која што прва почнала да го гаси пожарот, тој одлучува. Ако во меѓувреме дојде на помош друга противпожарна единица, каде што има пожарникар со повисок чин, тој ја презема командата. Без разлика што не е од таа општина. Но мислам дека тоа на терен баш и вака не функционира. Но видете, генерално имаме во секој противпожарна единица имаме старешини, се знае кој командува. Но тој кој што е на терен, тој командува и со леталата на дирекцијата. Дали ме разбирате? Ја ги праќам, но тој кажува каде да гасат, не јас. Јас може да сум на терен. Можам да учествувам, да сугерирам, но тој најдобро знае позицијата. Јас во нашите пожарникари имам изворедна доверба, особено во старешините кои што се таму на лице место, го вдишуваат шадот, ја чувствуваат топлината и го знаат теренот, тие се локални. И можеби нам кои што од страна гледам или на телевизија или на Facebook, на овие социјални мрежи, не изгледа една состојба на терен да се работи за друга состојба. И еден момент кој што многу го почитувам од старт, од првата година, се пилотите. Па тие имат најдобар увид во пожарот, бидејќи и командирот или пожарникарот кој што е на терен не гледа што се случува за дридот. Пилотите ни даваат драгоцени информации, ми праќаат видеоснимки и фотографии, секогаш го побарувам тоа. Ако имат можност, се разбира, без да го загрозат, безбедноста на летот да ја загрозат. И ние врз основ на тоа вршиме проценка. И ние кога имаме како денес 1 или 2 пожари е релативно поедноставно. Ние можеме да кренеме воздухоплови да ги упатиме. Што се поставува прашање што доколку имаме 10 тешки пожари и од 10 места има барање за поддршка. Што има приоритет тогаш? Еве кога збориме за шумски пожари. Прашањето ви го читам. Ке земам пример лани, 5 огромни пожари имаше во исто време, големи шумски. Кој одлучи и како одлучи каде да се пратат авиони и хеликоптери? Тоа бевте вие. Главниот штаб за управување со кризи, што го предводам јас. Колку е тешко да се пресече? На сите тие одлуки јас сум потпишан. Затоа ве прашувам, колку е тешко ли е да се пресече буквално која планина ќе иде курба или која шума ќе иде курба? Се работи за огромна доверба кон мене како раководител на штабот, но и за уште поголема одговорност. Јасно, и за тоа велам, вие не може сегде да постигнете и велите, го гасиме ова. Имаме штаб, во штабот имаме луѓе, јас ве поканувам, дојдете на седница како медиум, снимете. Во него има изворедни луѓе, имаме армиски старешини, вклучително секогаш имаме најмалку еден пилот. Безмалку секогаш на седниците. Имаме полициски старешини кои што се од овој сегмент од кризниот менаџмент. Имаме луѓе од национални шуми, агенција за национална безбедност. Јасно ми е, затоа велам кои се параметрите, на пример за да донесете одлуката дека ги повлекувам од цела Македонија, ги пуштам сите на јасен да гасат. Вие спасувајте се вечерва, што знаете, како знаете, умеете држте линијата. На прво место човечките животи. Ако некаде се загрозени човечки животи, тие добиваат врвен приоритет, нека изгори се друго.
да ги спасиме луѓето, бидејќи нови дрвја ќе пораснат. Човечките животи нема да се вратат. Впрочем, сум наидувал на дебати со некои подаречам екологисти кои што се поревностни, да употребам најмек збор. И кога тие ќе не прекорат, кога ќе укажам колкова било опасноста, ги прашувам. Кажете ми колку дрвја вреди еден човечки живот за да можам да се ориентирам кога да ризикувам, свесен дека може некој да загине гасејќи го пожарот. Да го пратиме, да не речем во смртоносна мисија. Еве, прашувам и вас, но и јавноста, колку дрвја вреди еден човечки живот. Сепак човечкиот живот е неприкосновен. Ние како држава, како влада, јас како координатор на штабот, како командант на другиот штаб, имам одговорност кон нашите граѓани. Треба да ги заштитиме нивните животни. Јасно. Животи се извинувам. Впрочем, и јас станав познат по максимата safety first. Така е. Што некој на почетокот ја смејува, полно работи ги смејува на почетокот и на пинцовите и на БТР-ите се смеја. Значи, безбедноста на луѓето. Ние имаме заменска изрека во Македонија, да сме живи и здрави, тие safety first на македонски јазик. Ние прво да останеме живи, потоа здрави, па се друго може да се реши. Затоа, на прво место се животите на луѓето, веднаш потоа го ставаме имотот на луѓето, ако има загрозени населби, села, потоа боровата шума или другата земзелена шума, но ова лето ќе почнам да ги менувам овие работи, кога ќе има загрозени стари куќи за кои што знаеме дека се напуштени во некои стари села, каде што собствениците оставиле да трева од метро и пол во дворот, тогаш ќе видиме дали ќе дадеме на нив приоритет или на боровата шума. Затоа што штитејќи една стара куќа, која што вреди неколку илјади евра или можеби нема вредност, може да ни изгори хектар борови. Така што апелирам секоја година и сега до собствениците на викендици и стари куќи, посетете ги вашите домови во кои што живееле вашите предци, ако сакате да ги зачувате, искосете ја тревата, најдете мотокултиватор, ангажирайте некој, ископајте со мотика 2-3 метра појас, земјата не гори. Кажете ми вие, како може да изгори куќа во село или викендица? Ако имаме земја неколку метри. Неколку да ви кажам само, така се спаси овче поле ископа. Сакам да ви визуализирам, за да се запали било каков човечки, зборам за куќи викендица, не зборам за дрвени објекти. Огно треба да запали вратата или прозорот кои што се дрвени или евентуално пластични или под кровјето, гредите. Тоа е одиме поред, овие се пониско, така. Дрвена врата, дрвен прозорец. Но како огно ќе дојде до вратата и не може да прескокне, така. А како ќе дојде до гредите? Ако огнот падне врз кирмидите, таа нема да се запали, да падне врз кирмидите. Треба да ги потфати гредите кои што се наоѓаат под керамидите. Значи мора да има висока вегетација до зидот на викендицата, односно на куќата, за таа истата да се запали. Апелирам до нашите граѓани, кои што безмалку сите се многу совесни, да си ги изораат дворовите и да си ги обезбедат викендиците и да не овозможат да гасиме пожари. Ние трчејќи да спасуваме стари куќи по село од разбиен тип, каде што можеби собственикот не бил 50 години, можеби е починат, можеби иселен во странство. Но знаете, после пожарот, кога куќата била, да речеме, срушена или полусрушена, обрасната во трње, во различни во овие позавци и така натака, природата си го прави своето. Кога пожарот ќе помине преку неа, ја чисти вегетацијата и на снимките изгледа језиво. Видете изгоре куќа. Куќа не може да паднат зидовите од пожар, ако се бетонски ова со цигли, со малтер, но се создава една лоша перцепција кај граѓаните. Генерале, прашање, одиме потоа на рекламите. Што со доброволците? Минатата година ми се чини воопшто не ги користевте доброволните пожарникарски друштва. Пред минатата ги користевте спорадично. И тие се подготвени, и тие се обучени, и тие сами ви се нудат. Викајте не кој е потребно. Минатата година беа користени, тука ние имавме еден буџетски проблем, бидејќи кошта од 100 до 120 евра ангажман на еден доброволец дневно. Тие се доброволци кои што гасат пожари, но добиват надомес од околу 100 до 120 евра. Гасат пожар секако. Се разбира. И тоа беше проблемот, бидејќи граѓаните да имат представа дека волонтерите, односно доброволните друштва, кога излегуваат на терен, не го прават тоа целосно без пари. Ние како држава ги покриваме трошоците на возилата, на луѓето, и така треба да биде, тоа не е спорно. Имено ти имаат други професии. Оваа година имаме зголемен буџет на оваа ставка, значи со ребалансот ќе добиеме дополнителни средства и тие ќе бидат дополнително ангажирани. Мојата проекција е да имаме 120
доброволни пожарникари ангажирани преку тимовите за брз одговор на дирекцијата во секој момент, но и овде се судрив со проблем. Јас реализирав низа работни средби со представници на сите доброволни друштва. И тие се малку, да речам, нескромни кога декларираат луѓе. Ние имаме 70, ние имаме 30, ние имаме 100. Лесно е вие да кажете имате 70. Кој ќе почне пожар, кој ќе побараме, излегува дека имат 7 или 11, но затоа ова година ги предупредив и реков, мене ми требат 120 доброволци подготвени во текот на летото. Дали ќе бидат од ова или од оно доброволно друштво, за мене нема улога. Вие договорите се. Токму така, и побарав да направиме една као заедничка, условно во наводници команда за подобра координација, но излегува на типично македонското, неколку меѓу нив се раскарани, не сакат да се видат со нив и така натака, но менаџирам, бидејќи имам изворедни луѓе, јас живеам со сите и јас ја гледам иднината на гасењето на летните пожари во нив, бидејќи за нас како држава е многу ефтино или наефтино да ангажираме доброволци кои што ќе гасат во текот на летото, тогаш кога ќе ни биде потребно. Така што имат голема поддршка од мене, ќе работам и понатаму на развој на доброволното пожарникарство. Колку пожари минатата година беа подметнати за шумски зборува? Зборувате за зла намера или за ненамерно? Зла намера. Не може никој да потврди. Добро, не може добар дел. Помеѓу ненамерно и зла намера, колку ќе објаснам на еден друг сликовит начин. Од масата пожари кои што обично се преку 3000 летно време, кај што ги броиме од најмалите колку игралиште до катастрофалните како Јасен. Сите безмалку се предизвикани од човек. Еве, за денешниот пожар во Штип имам прилично сигурни информации дека е настанато допирање на жици. Дали во дворна куќа, не знам, ќе видиме. Но тие се случуваат поретко. Имаме потврда за пожари настанати од гром. Пожарот во Јасен минатата година сум многу сигурен дека од удар на гром. Добро. Тие се Во Пехчево не беше од гром. Останатите пожари се предизвикани Лани на Штип беа подметнати. Лани кај Кочани беа подметнати, имаше клип со запалено тркало како во фрла. Значи, еден минорен процент се предизвикани од надворешни влијанија. Сите останати се предизвикани од човек. Со тоа што најголемиот дел од оние кои што се предизвикани од човек се предизвикани ненамерно. Земјоделците сега ќе почнат да ги палат стрништата. Не, зборуваме за тие што се намерно. За тоа не сакам да дојдам до бројката. Сточарите ги палат стрништата и покрај тоа што им е така кажано. натака. Ние имавме кога една многу возрастна господја, да кажам на македонски бабичка, во многу напредна возраст, правејќи ајвар и не знам што, на едно место предизвика многу тежок пожар и побегнало огното до огништето. Знаете зашто ве прашувам, господин Ангелов? Од тоа што барем последните 2-3 години го гледам на терен, јас сум убеден дека некаде намерно се подпалува, затоа што законот барем дозволува се уште, не знам дали е тоа се оди во пракса, моја или ваша фирма, например, да дојде и да ги исече опожарените дрва. Тие опожарени дрва се тотално употребливи и за грејење, како огревни дрва, и така за пелети правење. И кога доаѓаа да сечат, барем од тоа што го збореа луѓето, кога јас бев на терен, опожарените дрва беа, например, од кај мене до кај вас, а се сечеше генерално, кога има пожар, за жал, останатите дрвја се разболуваат, фаќат болести, бидејќи се. Зошто кога ќе имаме законски измени, значи опожарените дрва? Не можам да ви одговорам, ова е во надлежност на Министерството за земјоделство, знам дека се работи на бидејќи така го решија проблемот во Бугарија и во Шпанија. Никој не смее да ги на измени, очекувам измени или нов закон за земјоделство, но се уште не е поминато и не би зборувал. Добро. Но да укажам на еден момент, кој што јас лично го детектирам и стојам зад него. Како причинител минатото лето јас лично идентификував врз основни информации до кои што доаѓаат. И не заборавајте дека мојот бекграунд е полициски. Така е. Освета и прикривање на кривични дела. Прикривање на кривични дела. Дрвокраците ќе исечат некој рид или некоја страна на некоја планина, ќе запалат потоа за да биде као дрвјата изгореле. Знаете, кога ќе има пожар, тие изгледа дека дрвјата изгореле, а тие се само фино прето исечени и однесени. Вториот момент кој што го забележав на Скопска Црна Гора и овде на Китка беше освета. И на други места, но овде беше страшно.
Скопска Црна Гора нон-стоп ни ја палеа секој божи ден, ги убија пожарникарите од работа. Луѓето не можеа дома да си отидат. Мислам дека беше освета поради силните акции на национални шуми, значи како што реков директорот професорот Здравко Кире Михаилов, заменикот директор, има многу успешни акции во соработка со МВР, со подршка на МВР, беа запленети кубици и кубици дрвја. Ова звучи дека има шумска мафија во Македонија. Па има и е нанесен голем удар. Таа е десеткувана. Но тие мислам дека се светат, бидејќи во повеќе наврати имаме докази од терен. Сега не би сакал да се повторувам, верувам дека граѓаните знаат. Случајот на Скопска Црна Гора, едно утро требаше да гасеме со хеликоптери, но договорив поинаква тактика со скопските пожарникари да изфрлиме луѓе наместо да гаси хеликоптерот, да се качат во него пожарникари да идат на лице место. Отидоа десетина храбри пожарникари на врвот на Скопска Црна Гора, онаму кај што гореше, и притоа забележаа повеќе палети, дрвени палети, оние кои што ги користат вилјушкарите, и мирисало на бензин. Значи, ги полеват со бензин, ги фрлат во густиши, во грмушки и ги палат. Палетите ќе изгорат. Ако вие дојдете после 20 минути, пола сат, нема ништо. И случајот кај што фативме повеќе од 30 на гуми во еднотревната површина, па повторно имаше некој кој што мудруваа, тревали ќе палат. Не. Тревата нема да ја палат, тие нема куп од гуми овде да го запалат, ја полеват со бензин, ја палат и ја пуштат да се тркала во шумата. Ние имаме повеќе пожари каде што на необјаснив начин, односно објаснувањето е ова, гумите, ги пуштат гумите и се палат 100-200 метри фронт. Кога пожарот започнува сам од себе или од невнимание, тој почнува една точка и вие имате помал фронт за работа. Кога одеднаш ќе се запалат 100 метар, тој нагло се шири и веќе од старт имате мега пожар. Тука ве прекинувам, бидејќи мора да одиме со вториот блок реклами. Директоре, со пожарите, иако можеме уште неколку емисии да зборуваме, нема да ги исцрпиме темата, мора да ве прашам што научи Дирекцијата за заштита и спасување по трагедијата во Кочани. Што се смени во начинот на работа кај вас? Бидејќи имавте поплака дека немате доволно квалификувани луѓе за да се прават тие надзори за додатно терен, дали ги добивте? И дајте ми нешто, имате ли колку инспекцијски контроли се направени, имали објекти на кои што им издадовте забрана? Што се случува во тој дел, пошто и тоа е под ваша надлежност? Јас ќе го проширам вашето прашање. Што направија сите македонски граѓани, што направија посебно правните лица и последно ќе ги кажам институциите на кои што тоа е обврска во овој поглед. Дали правните лица, собствениците на дискотеки, кафичи, ресторани, разни кујни, мензи и така натака, студентски домови, хотели, мотели, ја научија дека од нигде никаде може да се случи трагедија од епски размери, бидејќи за мене ова е трагедија од епски размери. Катастрофа. Јасно. Страшно е она што се случи, да изгубиме толку луѓе, млади луѓе, па не беа зачекорени добар дел од нив во животот како што треба одеднаш. Ние како дирекција во овој момент можам да кажам дека го изменивме законот за заштита и спасување, сега инспекторите имаат одврзани раци и многу поедноставно можат да затворат објекти доколку не ги почитуваат законските и подзаконски акти. Затворија ли некој објект? Законот помина пред неколку дена, имаше собраниска процедура, очекувам да биде објавен во службен весник, во овој момент се уште одат ли на терен? Бидејќи минатата година кажавте колку имате? 10, 12? 13 инспектори. И тие се постојано на терен и може да кажам дека се убија од работа. Сега ќе одговорам и на тоа прашање. Нашите инспектори покри самостојните инспекции кои што ги прават по одно пред изготвен план, 600 асистираат и на МВР и одат во заеднички акции комбинирани. Но одговорот на моето прашање е следен. Дали ние треба да имаме 10.000 сообраќајци за да внимаваме како ќе возиме? Што е она што прави да внимаваме кога возиме со поголема брзина? Ај сега и го имаме Safe City. Казни. Стравот дека ќе не сопре полиција. Ако вие тргнете сега со камерите ми ја нарушува тезата, но ако тргнете да се движите некаде каде што нема камери, вие повторно внимавате бидејќи се плашите дека полиција ќе ве сопре. Ние не треба да ставиме на секоја раскрсница полицаец. Истото важи за инспекторите. Значи, инспекторите треба да веат страв кај оние кои што не ги почитуваат мерките. Еве, вечер ако излезат сите 11
13 инспектори на терен. Што мислите, колку објекти ќе најдат неправилности? Повеќе од 10.000 објекти во Скопје. Кога би имале 100 инспектори, кога би работеле со фул капацитет, ќе требат месеци да ги поминат сите, па ќе поминат кај еден, можеби кај они кои што го поминале, повторно ќе бидат нарушени безбедносните правила. Невозможно е да се направат онолку инспекции колку што ние имаме субјекти за инспекции. Правни лица. Бидејќи ваш вработен беше обвинет во почина, не знам дали знаете, почина. Видете, јас имам јасен став. Јас сметам дека директорите на ДЗС се колатерална штета. Ја не гледам што е крив Шабан Салио за она што се случило во Кочани. Но да не ги набројам и другите, не кажувам мој став. Имам право да кажам став, јавно мислење. Има судии кои што ќе ги ценат доказите, но јас лично сметам дека овие луѓе, особено ако се земе во предвид дека тој објект во моментот на трагедијата и не бил легален. Не работел со дозвола, имало фалсификати, но ајде да почекаме како ќе заврши. Ја викам да знаете зошто ви велам. Не бил легален. Кочани не е Њујорк. Така. Нема 17 милиони жители, па еве има нелегален, па никој не го видел. Така? Значи сите го знаеле. Ако истече дозволата на вашата телевизија. Добро. Вие имате не дозвола, сигурно имате дозвола да работите врз основ на концесија, така. Дали вие како новинар ќе знаете дека истекла или ќе знае само некој во управата? Знаете кога истекла концесијата на Телма? Дозволата за работа. Нели ги обновувате на известно време? Добро, ама овде е проблемот. Па исто е. Ако истече, тој што ја дава треба да каже. Како може полицајецот да знае дали е истечена дозволата? Зборуваме сега за... Добро. Не зборуваме за полициски оддел, да ги разграничиме работите. Но видете, факт е дека имало многу неправилности и факт е дека треба да ја научиме лекцијата сите. Ние со нашите инспектори, со нашите инспектори не можеме да направиме драстична промена. Еве денес да добијам 100 инспектори, нема да направам драстична промена. Невозможно е. Свесноста кај луѓето треба ли да се случи нова трагедија за самите тоа да го направат. Но направивме една измена во законот, кој што ќе влезе во сила за неколку дена, ќе дозволиме на правни субјекти да вршат обука која што ќе биде задолжителна. Повеќе детали ќе ви кажам наредниот пат. И сите оние кои што се движат во одредени правни лица, без разлика од кој тип се работи, дали е институција, државна, дали е на општинската власт, дали е приватна фирма, ќе мора да поминат една кратка обука да знаат што да прават ако се случи пожар. Бидејќи едноставно прашање, ако ви се запали нешто на вашиот електричен шпоред, се случува, знаете. Добро, да. Дали знаете вие како ќе постапите? Еве, вие лично како ќе постапите? Ја гасам струјата одма. Прво ја гасам струјата, второ гледам да зависи што гори. И потоа во мрак како е ноќно време како ќе се движите? Низ станот? Да, како ќе дојдете да гасете? Ќе фрлете малку вода да го изгасите пламенот? Зависи што гори. Ако на шпоретот се запали нешто. Ако шпоретот се запали и ако изгасена струјата, да. Затоа што не може да направи ништо поголемо. Добар одговор, но видете, инстинктивно е да се фрли вода, па ќе го утепа струја. Не, тоа нема шанс. Ако има можеме и јас и вие, секој може да се движи низ станот навечер. Ова не е нуклеарна физика. Ако луѓето, знаете, едната можност е враќање на одбрана во средно образование, да сите луѓе, или како да се вика, подобро е цивилна заштита, да сите ова го учат во школа, да знаат како да се однесуваат при било каква опасност, барем оние со кои што реално сме соочени секој ден. Да или не, според информации, тоест не да или не, според информациите со кои располагате како директор на ДЗС, дали денес болниците, домови за стари лица, училишта, градинки, трговски центри, јавни згради на јавна институција, министерства, еве, вие каде што сте сместени се побезбедни по 15 март минатата година или? Оние кои што ги посетили нашите инспектори, или се исправни, или се казнети и предупредени. Ние имаме напишано повеќе казни, но за такво нешто ќе ви го пратам шефот на инспекторите, ќе ви дојде со детали. На оперативно ниво не можам да зборувам. За мене наједноставно да донесам лист на кој што ќе ми ги напишат податоците, во тоа нема филозофија, но имам извореден раководител, двајца раководители кои што може да дојдат, едниот има веќе медиумско искуство и да ви одговори на сите детални прашања. 10 секунди. Последно прашање. За овие 2 години сите дадо отчет, вие не дадовте отчет, еве да речеме, не бевте модерен како вашите колеги. Која оцена ќе си ја дадете од 1 до 10?
Па мене ми е ова 6-та година, така што секој ден, па мене ми има многу често во медиумите и тоа е давање отчет. Јас секојдневно давам отчет на граѓаните и што туку ви одговорив, ова е еден мини отчет. Која оцена ќе се дадете? Неблагородно, јас сам ја да се оценувам. Неблагородно. Почитувани, тоа беше се за вечерашната емисија Топ тема со мојот гостин, директорот на ДЗС, генерал Стојан Ангелов. Се надевам дека ова лето нема да го минеме толку на терен и повеќе ќе го минеме работејќи на нешто друго, работејќи на превентива, отколку на гасење. Уште еднаш ви благодарам за присуството, благодарам што одвоивте време, иако денеска ви е тежок ден. Благодарам за можноста. Почитувани гледачи, оваа сезона, ова е последната емисија на Топ тема за оваа сезона. Ја искористивме и оваа сезона, прашувавме таму каде што другите молчеа. Ги отваравме најважните теми, ги соочувавме аргументите. Анализиравме одлуки, баравме одговорност. Нормално укажувавме на слабости во системот, на недоречени закони, на проблеми што директно влијаат врз нашето општество и нашиот живот, животот на граѓаните. Ние тука во Топ тема продолжуваме да веруваме дека без вистински прашања нема да има вистински промени. Прашањата остануваат, одговорите се менуваат, функционерите доаѓаат и си заминуваат. Она што останува е јавниот интерес. Од септември продолжуваме каде што застанавме денес. Ве поканувам да останете на програмата на телевизија Телма и ви благодарам за вниманието.